Она што за жените е ракот на дојката, тоа за мажите е ракот на простатата. По срцевите удари, ракот на простатата е втората причина за смрт кај мажите од регионот. Најчести причини се смета дека е со самата возраст, значи поради претварањето на тестостеронот во дихидротестостерон. Меѓутоа се смета дека со возраста, после 50-60 години, најчесто се појавува овој карцином на простатата. Сега имаме и некои нови испитувања, кои не се баш наели нови, меѓутоа со одредувањето на туморскиот маркер многу почесто го откриваме карциномот на простатата. Значи само со едноставно земање на крв можеме да утврдиме дали пациентот има карцином или нема. Ракот на простатата ги демне сите, но тој е особена закана за оние кои седат многу, а се хранат лошо, односно јадат повеќе месо, а помалку зеленчук. Станува збор за исклучително подмолна болест, па прашање е како мажите неа да ја препознаат. Потешки мокриња, одредени обструктивни симптоми, одредени иритативни симптоми, значи ноќно станување да мократ 2 пати, 3 пати, понатаму тешкоти при измокривање. Сепак, добра вест е дека ракот на простатата се лекува речиси 100%, но само доколку се открие навреме. За тоа да се случи, неопходни се превентивни прегледи. Дали мажите во регионот нив ги прават редовно? Не одеме на контрола и така. Не треба да се оди. Не осеќам некои потреби, разбираш, за тоа. Треба да одам. Тоа е наша негрижа. Треба да се оди. Треба да се оде. За сега се уште не осеќам потреби, ама треба да се оде. Јас одев 5 години, сега сум опериран. Треба да се оди. Тоа е обавезно и добро за здравето. Те нешто апсенца дават, но и така минимум. Внимателност и одговорност е повеќе од потребна, зашто лошото кога доаѓа ниту прашува, ниту бира. Спасот и лекот некогаш се 5 пари, ама треба болеста да се открие и победи на време.